Бог се јави. Навистина се јави за многу години. Вашето име и презиме. Ристевски Александар. Тешко ли беше на овој ладен ден да се стигне? Никогаш не е тешко од 2012 секоја година наваќе. Ова ми е трет пат, 2013, 2015 и 2020, за многу години нека е. Од Прилеп. Тука доаѓате да пливате за крст. Секоја година од 2012 година. Никогаш не сум се откажал и нема да се откажам додека можам. Кажете ми која е символиката на тоа што го фачите крст? Символиката, ние само за здравје, за среќа, за таква символиката, крстот на сите ни е голем символ. Ние знаеме, сите веруваме во Бога, тие што веруваме, сите, јас мислам оти многу голем дел на има верници што веруваме во Бога. Што тебе среќа? Секоја година, секоја година. Што ќе им порачаш на верниците? На верниците ќе им порачам само здравје, среќа и љубов, а на младите ќе им порачам да бидат поактивни секоја година, да има повеќе во поголем број да бидиме и да се капат и младите, да не се откажуваат, да не бегаат. Господин Трендафилов, како заменик градоначалник, му доделувате телевизор на најсречниот? Телевизори од Златара Перо, поели. Фала, фала, Поели, ова е за тебе. фала. Уште еден подарок има? Да, од Зегин традиционално ко секоја година, со среќа нека ти е Фала, за фала, многу години. фала. Неколку збора. Значи, вака, кавадарчани, како и секоја година, масовно се собраат да го одбележиме големиот христијански празник Водици. Јас би сакал на сите да им го честитам празникот, на сите православни верници, да им посакам среќа, здравје, беричет, на сите оние кои што си го носат името да им го честитам денешниот имен ден и пред се и над се на сите овие храбри момци и пред се на Александар да им честитам што го фати крстот, многу среќа и многу здравје. Фала многу, а вие да продолжите како општина да градите и да не престанувате. Фала. И уште едно да кажам, денеска ми е роден ден, па ете Господ сакал да ми го даде крстот. За многу години. Александар, Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави, Александар. Бог се јави. Бог се јави. Да си здрав и жив, нека ти е честит и од Бога благословено. Господ Бог да ти дава сила да издржуваш секакво искушение и се поздрав и подобар да бидеш и во твојата фамилија и на професионално поле. Сега ние имаме едно скромно внимание за вас што го фативте крстот, ќе се средите и ќе дојдете горе во Свети Димитрија, значи, ќе се видиме, ќе се напиеме по едно чајче и според традициите и обичаите што треба, така ќе се договориме и за крстот. Да сте здрави и живи, Господ да ви дава се најдобро во животот. Како поминавме овој ден, оче? Па, ова е еден голем празник, светол празник, ден кога нашата света црква се радува, сите православни христијани се радуваат, крштевање нашиот Спасител Господ Исус Христос, уште наречен Богојавление или Водици. Овој празник се нарекува Богојавление затоа што токму денеска Божествената Света Троица слегнува, се јавува, што значи дека Бог Отецот говори за Синот, ова е мојот возлюбен Син, кого е по мојата волја. Синот Божи се крштева од Јована во реката Јордан, а додека Светиот Дух во вид на гулаб при крштевањето кога излегува од водата, Синот Божи слегнува на него, односно слегнува врз оној кој што се крштева за да не се помисли дека гулабот слегнува на некој друг. Светите оци не случајно ни велат дека со опевањето на пофалната песна или тропарот во Јордане крштају што сија Тебе Господи, се е опфатено за значењето на овој празник и суштината на овој празник. Се вели дека на овој ден имаме потврда за поклонувањето на Света Тројца. Кај нас во Кавадарци и пошироко овој ден е наречен Водици затоа што се благословени сите води, се благословуваат токму на овој ден сите води. Господ водата ја створил како природа,
да осветува, да оживува и да оживотворува. Затоа се вели Духот Божи лебдееше над водата. Крштевањето со вода, имаше едно прашање до Александар за символиката. Крштевањето со вода значи крст, распнување, погребение и воскреснување за нов живот. Ние овој ден, овој светол празник го нарекуваме уште и ден на просвештение. Зошто? Затоа што духот на човекот се просветува. Со потопувањето Христово се просветува нашиот разум и се осветува нашето срце, нашата душа и се што ни останува од нашето тело. Овој значаен ден е значаен затоа што се вели безгрешниот се крсти од Јована во реката Јордан, за да преку неговото крштение, самото крштение го направи спасоносно за сите нас кои што го примаме. Ја користам ова прилика да ви се заблагодарам на вас медиумите, затоа што без вас ова нема да биде така како што е убаво и секоја година ќе биде поубаво и оние кои што од оправдани причини или некои други причини не можат да бидат овдека, а не гледат во домовите и патуваат, не следат во живо. Продолжите така, Господ да ви дава здравие на сите и се поуспешно заедно со вас да биде ова општина. Сакам да го честитам празникот на сите кои што се чествуваат и слават име, нека им е вечно името и ве поздравувам. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Нека ни е за многу години. За многу години. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.